Македонското меѓународно движење за човекови права и Австралиско-македонскиот комитет за човекови права започнаа рекламна кампања во Република Македонија со апел да се стави крај на сите преговори со Грција во врска со името. Реклами ќе се објавуваат во сите водачки весници, а во центарот на Скопје ќе се поставуваат и билборди. Според координаторот на Австралиско-македонскиот комитет за човекови права Славко Манговски, ова кампања е поддржана од 40 на меѓународни и македонски организации и институции. Значи, ние уште на 7 јули објавивме кампања под наслов "Никој нема право да преговара за моето име". Денес на 28 јули официјално ја почнуваме. Значи, во почеток во весниците Дневник и Утрински. Следната недела имаме намера тоа да се објави и во други дневни весници, а веројатно за недела две исто на околу 10-11 билборди низ Скопје. Целта, како што пишува на рекламата, е да се представи мнението на диаспората, на иселениците од Македонија, дека името не треба да се сменува, значи ние не се служуваме со тоа, и плюс треба и преговорите да се прекинат, бидејќи ние сметаме дека со преговарање покажуваме сигнал дека сме спремни да правиме компромиси. Ние сме убедени дека Грција има за цел да го уништи македонскиот идентитет и јазик, и затоа сме против било какви преговори. Треба да се прекинат преговорите, бидејќи со самото тоа што преговараме, даваме сигнали дека ќе направиме компромис. Јас мислам, всушност ние мислиме дека ние еден народ не може да прави компромис за своето име. Тука не се работи само за луѓето кои живеат во Република Македонија, туку и за сите македонци кои се наоѓаат во светот. Така да ова решение е толку далекосежно и всушност не може да се реши, и повторувам, кога имаме во оглед дека Грција сака да го уништи македонскиот идентитет и јазик, и навистина не се плаши од една мала држава како Република Македонија. Ние сме за членство во НАТО алијансата и Европската унија, но без дополнителни услови, смета Манговски. Ние сме витално заинтересирани Македонија да напредува. Европската унија и НАТО нас ни да поставуваат дополнителни услови. Значи, ни една држава досега и во НАТО и во Европска унија не се поставува додатен услов за промена на името. Само нас. Значи, Европската унија и НАТО всушност ги приземаат позициите на Грција. И ние на тоа не смееме да се сложиме. Дали вие... Значи, треба да се прекини тие преговори, да им дадеме до знак дека за идентитет никој не преговара и да се бара другочаре. Проблемот не е граѓаните да се викат македонци, проблемот е во политичарите и 4 соседни земји кои земаат дел од Македонија, изјави председателот на Македонска алијанса Ѓорѓе Ѓорчо Танасовски. Во светот веќе нема признато 127 земји, тоа значи околу 90% од народот во светот не има призната како Република Македонија. Ние не смееме некој, ако има проблем со нашето име, да прифаќаме и да преговараме. Ова преговарање било прифатено уште во почетокот во времето на Киро Григоров. Не значи ние дека треба да продолжиме да преговараме, да се договараме, ако некој во тоа време имал некоја друга политика. Ние треба да видиме денеска дали нас ни одговара да преговараме или подобро да ги прекинеме преговорите и да му кажеме на Европската унија дека нема повеќе што да се договараме. Ние немаме проблем. Да ве прашам овде лично, дали ти како македонец имаш проблем да се викаш македонец? Не. Да прашам американец, дали има американец со проблем да се вика македонец? Нема проблем. Да прашам русин, нема проблем. Знаеш кој има проблем? Политичарите има проблем и соседните 4 држави кои што зеле нешто од Македонија. Тие има проблем. Ние не смееме дека подосна направиме држава самостална, ние треба да се избориме она право што е наше. Ние ги бараме човечките права кои што Европската унија ги залагна на сите земји. Али кој ќе дојде за Македонија, подклекнува под грчките влијанија, кој што мора ние да влеземе во НАТО и во Европската унија преку Атина. Тоа е смешна работа. Ја мислам, тие не се демократски. Ние треба да му докажеме дека тие демократијата не е почитува. Во Македонија имаме поголема демократија, можем да кажеме, од Европската унија.
Не е време сега да разговараме, али тоа е факт. Тука му имаме на сите малцинства даено право. Во парламентот право. Нас ни даваат дополнителни работи, како ме разбираш, нас да подклекнеме да го промени името. Со промената на името треба многу да се замислите што станува. Ќе дојде до уништување на македонската нација. Јас тоа го гарантирам. Грците побара да го смениме знамето, еве го знамето тука. Јас го имам во мојата политичка партија. Го сменам знамето и политичарите сите ви веле кој ќе го смениме знамето и членот 49 да ги се откажеме македонците од гејскиот дел, Европската унија, Америка, други ќе ни дадат овде, ќе биде сето млеко. Тоа е залудно. Вас ве лажат и пак ќе ве лажат. Проблемот е со нас. Ние треба еднаш да застанеме да му кажеме дека сме македонци и нема што да преговараме. Не може никој на светот да ни го промени нашето име. Не може Обама да ни го промени, не може Путин да ни го промени, никој. Само самите себе. Тие нас не тера самите себе да си го смениме. Дел од новинарите ја обвинија диаспората дека нема план за економска поддршка на Македонија, туку напротив доаѓаат само со план за прекид на преговорите со Грција. Значи проблемите се тука во Република Македонија. И за името, и за економијата. Значи Грција не е проблем. Како? Значи Грција не е проблем. Не ни е проблем. Ние сме седнали да преговараме. Грците си има стратегија. Значи треба да видиме ние нашите закони и нашите критерии што му нудиме на инвеститорите. Јас знам дека компании, светски компании се дојдени тука да преговара, па не се договори си ода назад. Значи ние не преговараме она како што треба, не му даваме поволни услови за да дојде тука. Значи, јас сум во ова сигурен 100% затоа што сум инволвиран. Значи проблемот на странските инвестиции во Македонија не е проблемот на името, туку е неиспроведените реформи во судството и во, тоа се главните проблеми. Еден странски инвеститор не го интересира за името, го интересира дали неговата инвестиција ќе е сигурна во Македонија. Да. А кога тука треба 2 години да чека за една дозвола, или да се суди со години за било какав спор, тоа е главниот проблем. Ние тоа треба да го решиме. Ако тие проблеми ги решиме, ќе имаме и странски инвестиции. Сите направени анкети во Македонија и странство покажуваат дека 90% на македонците не сакаат името на државата да се промени.